Добро вечер, почитувани присутни. Денес на едно место не спојува еден убав настан. Јубилеј. 70 години од постоењето на Државното музичко училиште во Битола. Во името на Државното музичко училиште во Битола ви се заблагодаруваме и се извинуваме што во толку голем број присуствувате на овој наш јубилеј, а оваа сала е премала да пронајде место за сите вас. Битола има потреба од концертна сала. Имено на 17 февруари 1947 година, со одлука на Народната влада на Република Македонија, започнува со работа Нижото музичко училиште. Со тоа се остварува сонот на многу битолчани, нивните деца кои ја сакаат музиката да почнат да ја изучуваат во рамките на школскиот систем, така како што правел развиениот свет. Се започнало само со едно пијано, 2 труби и неколку виолини. Во просториите на Женското занаетчиско професионално училиште, каде што првиот управител, Велко Петровски Паскали и неговите колеги, Елпида Христиди, Елисавета Савченко, Афродита Караджик, Михајло Мајковски, Ѓорги Османли, Никола Савченко, Таки Христик, Методија Светиев, Милан Спиридонов ги одржаа првите часови со што официјално започна организираното музичко образование во Битола. Првите педагози започнале во скромни и тешки услови, но со голем ентузијазам и љубов своето знаење да го пренесат на учениците, чија бројка не е за подценување. 148 во таа прва година на постоење. Учениците станале дел од музичкиот и културниот живот во градот. По 12 годишно работење, музичкото училиште се преселува во просториите на Радио Битола, каде за прв пат се донело и концертно пијано. Динамичниот развој, големиот интерес, напредокот и реномето што го стекнува Нижото музичко училиште доведува до формирање на Средно музичко училиште во 1962 година со новите педагози по пијано Василка Куновска, Роза Симјановска, Павлина Сидовска и Кирил Македонски. Вистински подем доживува во наредната 63 година, кога доаѓаат првите дипломирани пијанисти. Милица Шперовиќ, Јасминка Чакар, Јелица Митревска, како и високообразованите кадри Михајло Николовски, Петар Сидовски, Димче Стојановски. Третата генерација, која е дел од оваа музичка историја, ги спојува Мери Милошевска, Панде Талевски, Маргарита и Панде Татарчевски, Снежана Марковска, Ванчо и Мери Стоилкови, Блашка Коцева, Христина Трајановска, Сонја Илиевска, Пеце Митревски, Мимоза Вршкова, Људмила Божиновска, Христаки Наумовски, Роза Блажиќ, Јонче Кузев, Боби Коминовски. На крајот од оваа прошетка низ историјата на музичкото училиште, дозволете да кажеме дека оваа традиција на успеси и признанија продолжува и денес со учество на многу државни и меѓународни надпревари. Многу некогашни наши ученици денес се познати уметници во и надвор од Македонија. За значењето на училиштето во анимирањето на градот Битола и на државата зборува и 4 ноемвриската награда која на нашето училиште му ја додели градот Битола.
Тоа е уште еден мотив повеќе, овој колектив да продолжи по патот на успесите. Битолското музичко училиште се покажа како расадник на одлични музичари, инструменталисти, теоретичари, хористи, солисти, професори. Вечерва голем број од нив, заедно со нашите сегашни ученици, стојат на оваа сцена заедно. Ве препуштам да уживате во музиката на вечното дело на Лудвиг ван Бетовен, 9-та симфонија, 4-ти став. Делото кој го сплоти нашето големо музичко семејство, Државното музичко училиште Битола, Македонската филхармонија, Македонската опера и балет, Факултетот за музичка уметност и Сојузот на композитори на Македонија. На сцената ги повикувам солистите Билјана Талевска Јосифов, Николина Јаневска, Никола Стојчевски, Игор Дурловски и секако диригентот Сашо Татарчевски. Уживајте!
Почитувани гости, се надеваме уживавте во грандиозното музичко дело. Сега на сцената го повикувам нашиот директор, магистер Василчо Пецаковски, да ни се обрати со неколку зборови за годинешниот јубилеј. Повелете. Добро вечер. Што да се кажи после ваква изведба на оваа композиција? Ајде да кажеме нешто. Прво, на публиката да му се заблагодарам во оваков број што сте присутни. До сега музичкото училиште не доживеало ваков концерт, барем јас не се сеќавам. Благодарност до сите институции кои ни помогнаја за да се реализира овој концерт. Ги слушнавме Македонска филхармонија, Факултетот за музичка уметност, особено Македонската опера и балет. Но, најголема благодарност сакам да упатам во името на Државното музичко училиште, не од моје име, на овие прекрасни оркестранти, хористи, солисти и секако диригентот во кој уживавме денес во овој настав. Да ни е честит јубилеот и ве повикувам уште еднаш со бурен аплауз да ги поздравиме оркестрантите и изведувачи. Многу некогашни наши ученици денес се познати естрадни уметници во државата и надвор од неа, а некои се на пат да станат големи уметнички звезди. Вечерва, на овој значаен настан, неизбежно е да го споменеме и нашиот Тоше, големиот Тоше Проевски. И да се подсетиме на неговата музика со еден од неговите најголеми хитови. Ве оставаме да се препуштите во изведбите на Владко Лозановски, Димитар Андоновски, Денис Димовски и за самиот крај, во придружба на оркестарот, нашата Каролина Гочева. Добро вечер, Витола. Баш ми е драго што сум тука заедно со вас. И ми е чест што сум учел во средно училиште заедно со уште неколку драги мои пријатели кои што во моментов и tekako работам на музичката естрада, па да одиме се на песна да одбележиме овој ден. Kako tebe nema
друг ќе замине. Сега да се врати времето, во тебе би се влюбил повторно. Ти го правиш убаво секој ден, јас сум среќен со тебе. Дали гледаш во мене човек што би дал баш се само за тебе? Погледни ме, ќе го видиш твојот сјај. Моите очи не знаат да лажат, знаат. Ti. Насмевни се, сакам да те гледам среќна. Ти ме лечиш како песна, не ме оставај сам. Насмевни се, сакам секој ден да слушам, биди до мене. Жена ко ти што знае да ме љуби, жена ко ти сакам да ме буди. Каде ли беше до сега ти? Жена ко ти што знае да ме љуби, сакам да ме буди. Сакам да ме љуби, жена ко ти, жена ко ти. Жена ко ти што знае да ме љуби, жена ко ти, сакам да ме буди. Каде ли беше до сега ти? Жена ко ти што знае да ме љуби, сакам да ме буди, сакам да ме љуби. Жена ко ти, жена ко ти. Имајте убава вечер. Чао, чао.
Добро вечер, влюбеници на музиката. Многу ми е мило и често сум дел од овој голем 70 годишен јубилеј на музичкото. Како ученик во самото училиште, ќе ги поздравам сите мои професори бивши, кои што неголемиот дел од музичкото знаење го стекнав баш од нив во училиште и се надевам дека ќе вадат и понатаму добар кадар на ученици кои што ќе не представува не само во Македонија, него и надвор од неа. Нема назад да се врати, се што било се памти, срце пати, не те заборава. Време тече, време оди и со себе болка води, не знам каде да најдам утеха. Ако ме боли, нека ме боли за се. Ако си одиш, ако одиш некаде, јас ќе проидам преку се, ќе се снајдам еден ден, ќе сум среќен ако си среќна некаде. И ако ме боли, нека ме боли за се. Ако си одиш, ако одиш некаде, јас ќе проидам преку се, ќе се снајдам еден ден, ќе сум среќен ако си среќна некаде. Сите минати денови ноќи ги гледам пред моите очи, како денеса биле одамна. Време тече, време оди и со себе болка води, не знам каде да најдам утеха. Ако ме боли, нека ме боли
како звездите, во ноќта седевме, во љубовта во нас. Се коневме пред тој што гледа се, одгоре гледа се, тој ќе ни помогне. Ова небо знае се за тебе, ова небо знае каде отиде, ова небо сведок е за тоа време, ова небо ќе те врати кај мене, ќе не спои еден ден, еден убав ден. На исто место пак, но сега јас сум сам, во празно зборувам со тебе. Јас знам, не слушаш ти, за мене плачеш ти, не ме заборави. Ова небо знае се за тебе, ова небо знае каде отиде, ова небо сведок е за тоа време, ова небо ќе те врати кај мене, ќе не спори еден ден, убав ден. Што сите победи и порази, со исти соништа, исти желби. Само едно важно е, заедно да бидеме после се. Ова небо знае се, ова небо знае се, ова небо знае се за тебе. Ова небо знае се, ова небо знае се, ова небо знае се за тебе. Ова небо знае каде отиде, ова небо сведок е за тоа време, ова небо ќе те врати кај мене, ќе не спои еден ден. Твојот лик, јас го сонам како икона, нежна, блиска, далечна. Моја прва платонска љубов чиста како соза, сега кога поразнав, свати што си ти. До
sveta tvene sve što imam založiv da ti pejam pod penđeri. Si ušte sama, da li taguvaš, da li isto čustvuvaš? Moram da gi dohvatam site visini na svetот, za da se pak otkrijam što mi značiš ti. Dojdo pak tajno moja zvezda prakam da te povikam, ništa ne smene to šuška molika. Tajno moja voduša, sveta tvene, sve što ima založiv da ti pejam pod penđeri. Pejam pod penđeri. Dobro večer. Keď ispratam vraka sozi bereni, što po tebe libe miselejani, da si izmiješ zoni voko neverno, sada vidiš koj te ljubel iskreno, koliko sakam da ne te sakam i samo da ne te moram, che ti costa me proponeva, no za nove che se zboguva, che ti izvadam praka zboro jatani, što ovo gradi težak neizrečeni, kad ispratam jas popile šareno, da ti pejem
Ви благодарам многу. Благодарам и на организаторот кој се сети да ме покани. Навистина многу искрено се израдува, Веве Николче е сведок, бидејќи тој ми се јави да ми каже дека имам покана за концертот вечерва. Одлична идеја, мислам дека музичкото училиште од Битола заслужува ова да прерасне во традиција, затоа што не е тајна дека некои од најдобрите македонски музичари почнале токму во ова музичко училиште и се гордост не само за Битола, туку и за цела Македонија. Повеќето се овде присутни. Се мои драги соработници, авторите на авторот на песните кои ги изведувам вечерва е исто така. Николче Мицевски, кој што е исто ученик од музичкото училиште од Битола. И ајде здравје Боже да се видиме и за 80 години, па и за 100, уште ке сме млади сите. Зашто да не? Имаме уште... Да, ти ке си тука. Да, па и јас ке сум тука, не планирам диктатова. Публиката, бројот на публиката овде покажува дека ова манифестација треба да се повтори и треба да прерасне во традиција. Ви благодарам уште еднаш и на поканата. Благодариме многу.